Здраво, бикови, добро дојдовте, ова се вашите месечни тарот предвидувања. Ова ќе бидат пораките за месец март 2023 за вас, биковите, и ова ќе бидат поголемите, поважните нешта, што ќе го обележат месецот, посилните енергии кои ќе остават печат врз вашиот живот во месец март. Но, доколку некој од вас сака да ги слуша, да ги следи и кратките неделни пораки, тогаш тоа може да го направите на Facebook. Ќе отидете на Facebook, ќе пишете Gold Tarot МК, таму ќе се појави страницата и може да ги следите, да уживате во неделните, кратки неделни видеа се тоа, за секој знак, секоја недела. Сега, овде, доколку пак сето ова ви се допаѓа, пронаоѓате нешто што ви од корист ви значи, тогаш лајкувајте, коментирајте, споделувајте, претплатете се на каналов, тоа може вас ништо нема да ве чини, а на многу не значи. Сега да преминеме на најглавното и најважното, а тоа се пораките за вас, биковите, и месец март. Генерално ќе бидат ова, знаете пораки веќе. Зборуваме за многу од вас, затоа не се што ќе чуете ќе биде за вас. Обидете се да ја препознаете пораката, само така ќе ви биде од корист. Некои бикови ќе се соочат со некаков крај во животот. Сега ова може би за некој ќе биде во месец март ново, но за некој од вас веќе вие сте влегле со оваа енергија, нешто во вашиот живот завршило. Во некое поле од вашиот живот, во некој аспект, некаква ситуација, нешто завршило, на нешто му е ставен крајот. И тоа е така, вие не можете ништо против тоа. Иако знаете колку многу вложивте во сето ова, колку многу бевте посветени, колку многу енергија истрошивте, дури понекогаш ви требаше многу ментална и физичка сила за ова сето да го одржувате, затоа што на некој начин ова беше и одржување. Го одржувавте, меѓутоа не лесно и не едноставно. Тешко беше да се одржи. Во кое поле се тоа станува збор, тоа само вие знаете. И што се случува сега месецов? Сега месецов вие ќе одбивате да го прифатите фактот дека ова треба да заврши. Ќе одбиете и се што ќе правите ќе биде посветеност и фокусираност на тоа оваа работа повторно да ја вратите, да ја обновите, што и да е. Значи, еве да речеме обичен прост пример во љубовта, која може би на некоја врска, на нешто му е ставено крајот и вие одбивате да го прифатите фактот дека оваа врска треба да заврши. Не сакате да заврши, вие сте створиле некаква врска со овој човек, со оваа личност, во оваа ситуација сте створиле некаква врска која е нераскинлива според вас. Нераскинлива. Вие мислите дека ако ова се заврши, тоа е крајот дури и за вас. Не значи дека тоа е така, тоа е само како вие размислувате и гледате на ситуацијава. Како мислите дека ова не сме да се заврши. И кажав, ќе одбиете да го завршите. И што ќе правите после тоа? Ќе смислувате начини како да го возобновите, да го вратите, одново ли да го почнете, како и да е, за сите ќе биде различно. И буквално се фокусирате и целото ваше внимание, целата ваша енергија, целата ваша посветеност ќе биде во врска со ова месец. Ќе работите до најситни детали, да најдете начин, да најдете метод како ова да го повторно воскреснете, ќе речам. И добро ќе ви оди. Добро ќе ви оди затоа што вие вашата посветеност, до детали посветеност, сега зависи за кој како, некој од вас може би ќе откривате нови начини и методи, некој од вас ќе следите некакви успешни, добро утврдени рецепти, ќе се придржувате до тоа, ќе одите чекор по чекор, едно по едно, нема да прескокнувате, нема да бидете невнимателни, ќе бидете внимателни, ќе
ќе гледате се да е совршено добро направено и завршено. И вие сте доста успешни во ова, затоа што од другата страна ќе почнат да се будат нови чувства, нови енергии. Повторно се враќа во живот нешто овде. Повторно ќе се воскресне, така ќе се изрази. Ако е во љубовта, велам, повторно ќе успеете да го пронајдете точно тоа, точно тој метод, точно таа постапка, точно тој збор кој е потребен да другата страна, другиот во приказната да свати дека чувствата се тука, нема каде да одат и вие мора да бидете заедно. И ако е во љубовта, ако е врска на која работите да се одржи повторно, и ако завршила, јас морам да кажам дека овде за некои од вас биковите ова ќе заврши со брак. Колку и да е сега лоша ситуацијата, сега може би е лоша, во март, почетокот на март може би е лоша, навистина. Веќе е завршена. Но ова, ако е врска, велам повторна, ова ќе заврши со брак. Ако е во некој друг дел од вашиот живот, во некој друго поле, ова ќе биде возобновено. Повторно ќе го почне, иако е во нешто друго, во некој друго поле од вашиот живот, кариерата, да речеме, домот, семејството, нешто во тоа поле, ако е, тогаш ќе биде нема да биде да продолжи тоа каде што сте застанале, туку одново нешто ќе го започнете, одново. Нов договор, нов план, нов начин, нов почеток, одново, нови почетоци ќе бидат ова, меѓутоа, за истото ова која вие не сакате да заврши, едноставно нема да дозволите во никој случај да заврши. И тоа е убаво што ова сето го правите на еден прекрасен и позитивен начин. Воопшто овде нема лоша енергија, воопшто нема лоши чувства, постапки, методи и начини, ова е се онака како што треба да биде. Може би и затоа ќе заврши олку успешно. Тоа е за некој од вас биковите ситуација со која ќе се соочувате пријатно, а некои други од вас пак, вие кои ќе се обидете да направите некаква промена. Оваа промена може да биде се, значи буквално се може да биде промена во работата, промена во местото на живење, промена на партнерот, промена некаква. Сите вие кои ова сакате да го направите на еден подол начин, сега така ќе се изразам, меѓутоа скришно, тајно, во тајност, со можеби не толку искрени намери и честни, сите вие кои ќе се обидете тоа да го направите, само ќе направите голема грешка. Голема грешка. Ова ќе биде многу полошо од она од каде сте дошле. Значи, претходната ситуација е многу подобра од оваа сега. Или пак може би сте вие на другата страна од сето ова. Може би вие ќе бидете сведоци дека некој во вашиот живот сака некаква промена и ќе ја прави, и ќе прави нешта за да се случи таа промена, меѓутоа многу ќе погреши, многу. Затоа внимавајте, се што е скриено, се што е со некои нечесни намери, тајни договори, тоа нема да биде успешно сигурно. Сега, некои други пак од вас биковите месецов ќе биде од вас еве да речеме ако е во работата и кариерата, може би ќе ви биде дадена нова титула, ако не е титула тогаш е задача, како вие треба да надгледувате некого или пак воопшто работниците, може би нешто како надзорник, може би нешто, ова е повисоко од она кое сте биле, може би, затоа што сепак треба да надгледувате некого, над работниците сте. И ова ќе биде може би не така официјално, како официјално сега вас ви е доделена нова функција, туку на некој таинствен начин. Може би пак за некој од вас биковите ќе биде од вас побарано како вие да собирате, да прибирате податоци на некој таен начин и тајно да ги доставувате до тие што се над вас, уште над вас.
ако е ова во кариерата. А друг ден не знам каде би можеле да го вклопиме, да ја вклопиме оваа порака. Како и да е, значи, ќе се најдете некој од вас биковите во ситуација да биде побарано од вас да приберете некакви податоци на тај начин, се разбира, и да ги доставите некој. Се надевам, не се работи за подкажување, се надевам. И со таква некоја енергија, во таинствено, ова нешто таинствено ќе се одвие. А за некој па од вас кажав, ви едноставно ќе бидете на таа функција сега да вршите надзор над тие што се под вас во работата. А па до толку може да биде и мало и ситно, некој од вас па ќе можеби ќе дојде некој да побара од вас информации за некој друг човек, па вие да кажете нешто. Меѓутоа сето ова, кажа, повторно завиено во некаква таинствена енергија. Некои други од вас биковите, вие периодов ќе поминете некое време, некој период во една таква енергија каде што ќе посакувате да излезете од дома, ќе посакувате да избегате од оваа досада, од овој циклус, непрекинат циклус каде што вие мора постојано да работите, постојано нешто да правите, фантазирате како заминувате никаде далеку, фантазирате како одите да одморите од животот воопшто, а сето ова е поради тоа што вие работите на нешто, или е вашата работа, или е вашето хоби, или вашиот бизнис, што и да е, не ви дава оддишка периодов, значи постојано работа, постојано посветеност, потребни сте таму 24/7 можеби, и тоа ве изморува. Фантазирате за некои далечни места, далечни предели, одмори, релаксација. Тоа ќе биде енергијата за некој од вас. И тоа е тоа што може најмногу да се каже за вас, драги мои бикови. Јас се надевам дека уживавте, се надевам дека ќе најдете нешто што ќе ви биде од корист овде во сето ова. И до следното. Чао, чао.